Каменичанецот Љупчо Глигоровски е човек кој својот семеен двор на село го претворил во рајска идила за етнолозите, љубителите на природата, чистиот воздух, место каде може да се наполнат биолошките батерии кај човекот. Па да, имам ја мои лично, тие работи што рачу изработени сега најскоро, тие се мои работи изработени, сите. Оваа црквичката, камбанарија, тоа црквичката и оцо изработи, ми ја донесе човекот. А другите идеи се мои лично, така чисто од мене си излазат идеите, така да го направа нешто убаво да биде, да се гледа убавина. Имаме, виж, возчето го јас правев, тунел на возо јас правев. Старата воденица што е од наша си, лично од наша воденица, а не работи више и растурена. Елементите беа тука негде струпани, јас ги нешто прибрав така од тамо ваму и да се има увид една воденица како изгледа. А не е она у функција, него чисто вака како елемент да е убаво. Ова е блок 1. Блок 1 беше ми идеја да се ја направам капијата, да капијата беше со дрвени огради, да се направам капијата, да личи на капија и највише, тоа заборавив да ти го кажам, највеќе ми даде волја и елан за работа асфалто. Значи, асфалто што ме поврзува од главниот пат до куќата, тоа ми даде најголем мотив да работам. И ми е интересно, ми е убаво. Значи, сите услови ги имам. Патот е до сам куќата, значи за 10 минути сум Каменица. И ова е блок 1, значи у стариот дел е прикажано бунар, качиња, каци, бочви, е у стариот дел сакајќи црквичката, може црквичката и горе да ставам, не. Реков дека ќе ставам у стариот дел. И многу цвеќиња има кои цветаа од рана пролет. Тука ако дојдеш рана пролет, не знаеш на каде да го свртиш вниманието. Значи убави цвеќиња има дрва кои цветаа убави и мисле на еден начин ова се овде расчисти, беше удушено, се расчисти и си стана како едно убаво етничко капче. Како дошло до идејата за уредување на имотот во тој стил кој се наоѓа во каменичкото село Косевица? Со таа дејност се занимаваме многу, скоро може 2-3 години има. Имаме многу стари делови наши од нашо што сме ги користеле за работа, земјоделски работи, домашни работи и решив да ги изнесам надвор, да не стојат по подрумите, него да ги изнесам надвор и да се видливи, да видат луѓето со какви алатки сме се занимавали и користили. Па ви реков, некои од пријатели ми дадоа, некои наши повеќе се елементите и решив да ги изложам надвор и нешто со цвеќиња таму ваму, нешто комбинација, така да стане интересно. Немам намера да имам некоја корис од тоа, него чисто така од љубов кој сака може да дојде да посети, да види. Некои доаѓа, сликаа се, седат си, уживаа си малце, разбираш. Има се од старо што има, се е изнесено надвор и други елементи ако најдам негде или го купам или ми го дадат така, важно тие веќината се наши елементи. Целиот вложен труд на Љупчо не е за да се дојде до некоја материјална корист, како што кажа тој, се прави со безусловна љубов и упати отворена покана за сите оние љубители на етнологијата кои што сакаат духовно да се ревитализираат, може слободно да се посети и ужива во прекрасниот поглед на сите страни пропратен со природната мелодија, звукот на птиците, инсектите со еден збор антистрес терапија од секојдневниот брз, динамичен, модерен урбан живот.